Утрински стихови од Библијата. 20 септември. Тој дава нова песна. Во мојата уста стави нова песна, фалба на нашиот Бог. Мнозина ќе видат и ќе се исплашат и ќе се надеваат на Господа. Псалам 43. Кога Божиот дух ќе управува со разумот и со срцето, тогаш обратената душа ќе запее нова песна. Зашто сваќа дека во нејзиното животно искуство се исполнило Божјото ветување, дека престапите и се простени и гревот покриен. Тој пројавил покаяние кон Бога заради престапувањето на божествениот закон и вера кон Христос, кој умрел за да го оправда човекот. Имајќи го предвид сето ова што е пред нас, нашата величествена надеж, откупувањето, кое што Христос заради нас го плати со своја сопствена крв, ќе треба ли да молчиме? Зарем не би требало да го славиме Бога на цел глас, исто како и учениците кога Исус влегувал во Ерусалим? Зар нашата перспектива не е многу пославна од нивната? Тогаш, кој смее да ни забрани да го возвишуваме и да го фалиме Бога дури и на цел глас, кога имаме таква надеж, голема со бесмртност и полна со слава? Ние сме ги вкусиле силите на идниот свет и копнееме за уште. Со своите добри дела, Христовите следбеници треба да донесат слава, но не на самите себе си, туку на оној со чија благодат и сила тоа го извршиле. Секое добро дело е последица на влијанието на Светиот Дух, а Духот е даден да го прослави дародавецот, а не примателот. Кога Христовата светлина свети во душата, усните ќе бидат полни со величање и благодарност на Бога. Вашите молитви, вашето исполнување на должностите, вашите дела на милосрдие, вашето самоодрекување нема да бидат тема на вашите мисли или разговори. Исус ќе биде воздигнат, нашето јас ќе биде скриено и Христос ќе се појави како се во се.